Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара оставки од раководството на партијата, вклучувајќи ги и членовите на извршниот одбор. Седницата заврши предмалку, таму е Далиборка Демјанска. Далиборка, кои се најновите информации? Марија, од вечерва практично на функција во СДСМ е само председателот Венко Филипче. Заменик председателката, подпредседателите, генералниот секретар, организационите секретари и целиот извршен одбор на негово барање си поднесоа оставки. Тој предходно во емисија на Телма кажа дека ќе се одлучил на тој чекор по направените анализи по големиот изборен пораз што оваа партија го доживеа на локалните избори. Дознаваме дека на некои одлуката им паднала тешко, но некои и се израдувале. Тој пак по завршувањето на седницата на извршниот одбор даде изјава во која кажа дека се работи и за освежување на партијата, односно кадровско подмладување. Предлагам да ја чуеме неговата изјава. Се покажа еден висок чин на солидарност и другарство и го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе презентираме пред граѓаните и пред партиските членови, така да се насе еден навистина добар состанок. Согласно партискиот статус, сега постапката е следната. Оставките се веќе поднесени до Централното председателство, кој ќе треба да се состане и да ги констатира само. Филипче најави дека тоа најверојатно ќе се случи на 18 декември, но се уште не е конкретно дефиниран овој датум. Потоа најверојатно ќе има и конгрес на партијата и тој датум уште не се знае кога ќе биде, пошто ќе се знае и новото раководство на кој што ќе му се и новиот извршен одбор кој што ќе му се приклучи на Филипче. Марија? Далиборка Демјанска известува од седницата на извршниот одбор на СДСМ со најнови информации. За ова се разбира ги следиме партиските случувања и во утрешните вести.